13 октомври, понеделник, добро вечер, почитувани гледачи. Во овие моменти се игра една од важните утакмици Македонија, фудбалски утакмици Македонија-Казахстан. Јас не сум љубител на фудбалот, но се информирав од колегите, па ми рекоа дека е важна утакмица која ни го отвара патот за пласман на светското првенство. Еве ми помагаат и моите соговорници, но сепак дали тоа ќе се случи зависи од други комбинации во квалификациите. Вечерва очекувано политичка дебата, веќе сме во ек на изборната кампања. Одам со најава на моите соговорници. Од мојата лева страна Маријан Ѓорчев, поранешен амбасадор ВМРО ДПМН, или како беше титулата еднаш амбасадор, секогаш амбасадор. Добро вечер. Добро вечер. Од мојата десна страна Андреј Жерновски, исто така поранешен амбасадор, поранешен и градоначалник од СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. СДСМ и коалицијата, еве да прецизирам, и колегата Љубиша Николовски, колумнист, новинар, ама те замолив и ко-уредник во оваа емисија, често се шалиме за нашите улоги. Добро, сега меѓу двајца амбасадори. Мора да стане амбасадор, Љубиша, мора да ќе избалансираме. Така. Политичка дебата, како што кажав, сум пишала 6 дена до гласање, со седенешниот ден кој што веќе го газиме, трета недела изборна кампања. Имам впечаток дека лидерите, еве, барем до овој последен момент, ја носат таа лидерска улога и во парламентарните избори, централна фигура се лидерите на некој начин. Во едно прашање, еве, во однос на таа реторика што ја слушавме, јас сакам да ја цитирам често пати во емисии, загари, предавници, луѓе што ја продавте државата, куфери, зајаци, орли, врапци и така натаму, тоа што се изнаслушавме како реторика, но и во делот, еве, дали слушнавме нешто во смисла на вистински отчет за сработено или слушнавме некои реални ветувања кои водат за подобар животен стандард. Значи да профилираме, еве, изборнава кампања, како помина барем до денешниот ден. Ѓорчев, со вас. Благодарам. Значи, од моја голна гледање, главниот отчет беше на сајмот на општините во септември месец, чинам некој околу 20 септември беше. Во Holiday Inn беше одржан сајмот на општини, во делот на оно што представува градоначалници од ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, и таму беше дадена еден вид отчет на тоа што се случува во изминатите 4 години од 2021 година до денес. Во кампањата се разбира дека реториката диктира двете страни. И двете страни, да речеме, и опозицијата која што е повикана да брани демократијата и позицијата која што ги поставува условите на демократија се најдоа на еден меѓник кој што ги би требало да дели локалната власт од централната власт, меѓутоа заради осетливоста веројатно на овие избори кои што се многу важни и за позицијата и за опозицијата, реториката преминува и на национални теми, на национални прашања, особено во делот на тоа што представува некои клучни теми околу нашиот европски пат, во делот на корупцијата, во делот на некои настани што се случува во Македонија, обвинувања, препукувања, во делот на една колумна, да речеме, на Бранко Тричковски, кој што, да речеме, чудувачка од негов стил, да речеме, како новинар кој што го познам долги години. И во таа насока на повикување на некакви, би рекол, непријатни атмосфери и непријатни сцени во Македонија, се стига и до таму да се оди на тема кој што не се на локалната власт, иако локалната власт во овие 4 години, јас ќе кажам сега нешто по моје што мислам дека е важно, како поранешен градоначалник од 2 мандата. Да, и вие бевте. Значи поентата е следна. Јас со таа фамозна реченица структурни реформи, многу малку говориме за структурни реформи, во смисла што е структура? Структура е склоп, латински збор, склоп, составен дел на една целина. Сега, структурни реформи без структурни пари нема. Македонија изгуби многу од 93 до 98 година, кога ги правеше големите приватизациони процеси, кога ги правевме сите тие приватизациони процеси преку агенција за приватизација, без структурни пари. Сега, значи, најголема придобивка за мене во овој момент е што конечно во локалната самоуправа се обезбедија структурни пари, кои што се Да, Ѓорчева, ама сакам за тоа да поразговараме дали тие структурни пари ние ги гледаме како се обезбедени така натаму, само едно кратко во однос на инцидентите што ни се случија во овој период. Еве ние имавме кандидат за советник во една општина од помалите,
му беше дупната главата, мислам, со камен и имаше реакции. Еве сведочиме и дека има напади врз советници, еве кандидати за советници од ДУИ, иако се вели дека има персонални причини, лични позади тоа како мотив, но се уште не е расчистен случајот. Од мојаго нагледање се кажувам Добро. впечаток, како да речеме раните 96 година првите градоначалнички избори кога сум јас победил на изборите, имало многу пострашни сцени во Македонија. Мислам дека овие избори ќе бидат оценети од ОПСЕ како би рекол во еден доста демократски дух, без некои поголеми инциденти. Тие инциденти за кои што говорите беа навистина инцидентни. Не се случуваше на територијата на целата држава, се случуваше на, мислам, 2 или 3 такви настани кои што не ја менуваа сликата кај посебно меѓународните наблюдувачи дека нешто во Македонија се случува вон демократскиот дискурс на кон кој што се движи Република Македонија. Добро. Жерновски? Добро, јас не разбирам, имам веќе очигледно различно мислење, тоа е нормално, но добро е што и двајцата имаме искуство од локалната самоуправа, така да ете добри соговорници сме, не како амбасадори, повеќе како темата за како поранешни градоначалници. И можам со господин Ѓорче, кој што многу го почитувам, да направиме една сеќавање на какви беа кампањите порано. Значи младите не се сеќаваат. Значи целиот град, цела држава беше излепена со плакати на сите можни места, особено на градежните објекти кај што има тараби и така натаму. И ние се водушувавме порано кога одевме, кога гледавме има само билборди и така натаму во земјите со развиена демократија. Дојде и кај нас сето тоа. Значи нема веќе плакати, дури денеска се стават плакати на места кај што не е дозволено, ќе биде тоа негативен поен за политичката партија. Денеска од тој аспект имаме еден исклучително цивилизиран пристап, има билборди и тоа е тоа. Она што уште останува кај нас гледам, а ќе мора да се промени и сигналот на граѓаните е тој што јас го чувствувам кај двете партии, кај сите партии, што они големи митинзи, носење на автобуси и така натаму, тоа веќе нема никаков смисол и граѓаните си оценуваат според своји критериуми, начин на размислување, дебати, платформи што може да имат до нив пристап, си носат одлука. Така што гледам помалку луѓе на митинзите, сега не знам кој е на власт, кој е во опозиција, на нас да го гледам тоа, така да мислам дека и тие големи митинзи ќе се приспособуваат веќе на одреден круг на луѓе, средби во мало и така натаму, ќе дојдеме до нешто што сме го гледале порано во другите земји, каде што има неколку штандови, секоја политичка партија се дели програма, граѓаните нормално комуницираат и со нешто представуваат политичката партија и меѓу себе и нема. Но се разбира, ако ми дајете подоцна време, ќе зборувам за инциденти кои што се уште се случуваат во нашата држава и кои што не може да се случува тоа во една земја која што е членка на НАТО и која што. За какви инциденти еве како во Ветме? Па јас вчера имав говор во Иловица, во Босилово и беше исклучена електричната енергија. СДСМ реагираше за ја бевме фотографии. Да, јас ги видов, не сега, дали има позадина или случајно е настанат некои навистина дефекти што поради кои снимало. Па имам доволно искуство да проценам, знам и луѓето кои што гледаат што се случува таму. Јас постои прашање дали ќе се случи вакво нешто на истиот митинг на ВМРО ДПМН. Ние објавивме фотографии на инспектори присутни во штаб на ВМРО ДПМН и тој јавност имаше можност да ги види. Инспектори какви На инспектори? МВР, кажав. Значи, ние ако се уште функционираме на принципот власт која што сега функционира во државата, ќе пушти полиција, припадници на МВР, на изборни штабови, изборни митинзи, тоа веќе ви кажа каква атмосфера денеска се одржува оваа кампања. Да, се согласувам со мојот соговорник, дека не можеме да правиме и добро е што не може да правиме споредба со некои минати кампањи каде што треба да правиме, нели, ги паметиме тие извештаи на Значи одиме напред, меѓутоа далеко од идеално. И секогаш ќе реагирам за било која партија која што злоупотреба присуство на МВР со се разбира јасна порака, ние наблюдуваме вие што правите и тоа ќе реагираме до крај, се разбира. И не може да се зборуваме за идеални услови за одржување на кампања. Не, се зборуваме достоинствени услови за кампања, не знам. Не може да е достоинствена атмосфера кога ви имате таков концепт од страна на власт. Далеко од разум. Не знам ли беше дали виде имаше некој преводен извештај на ОПСЕ ОДИХР минатата недела, мислам минатиот или предминатиот викенд во однос на кампањата и се нотира дека
изборите се спроведуваат во една поларизирана атмосфера и по етнички основи, и со отворање национални прашања, и во услови кога уставните измени не се спроведени, па дури и случајот Кочани беше нотиран во тој преоден извештај на ОПСЕ-ОДИХР. Па може би нема плакати по тарабите, ама негативната кампања останала иста. Мислам дека ништо не е променено толку тие стереотипи на омаловажување на противникот, на враќање во минатото, на подсетување на едни на други, на водење на кампаниите од страна на лидерите на политичките партии. Да се разберем, ова се локални комунални избори, пред нас имаме 20 амбасадори и градоначалници. Предноста треба да им се даде нив. Ова што се вклучуваат лидерите на партиите во меѓусебни препукувања, обвинувања, значи дека не дека има некој посебен политички момент, да се повикува дека ова е референдум, мислам дека е малку несериозно, затоа што локалните избори носат бенефит на граѓаните на локално ниво. Нема ништо тука стратегиски за државата што треба да значи референдумско изјаснување на граѓаните за партијата. Партиите се гласаат кога има парламентарни избори. Веројатно тоа доаѓа од една неинвентивност и, како да кажам, страф дека личностите кои се предложени за градоначалници нема да го износат товарот што партијата им го дава, и затоа мора лидерот на партијата да говори во име на цела партија и ги повикува оние своји приврзаници на кои што најчесто не им е важно кој е градоначалник, кој е кандидат, туку важна е партијата, тоа се оние најверни на партијата членови, подржувачи, кои што гласаат без разлика кога партијата ќе предложи за градоначалник. Значи нема многу битка на идеи, има повикување на гласови. Кампањата во овој период така е оценено неинтересна, неинвентивна, и мислам дека има премногу општини, премногу кандидати за градоначалници. Граѓаните не добиваат ништо ново и мислам дека интересот им опаѓа. По мое, тоа ќе се одрази на излезноста на овие избори. Имам посебно прашање околу излезноста, мислам дека тоа ќе биде резултат легалитетот на делот од кампањата, бидејќи е ваква како што е. Сега прашањето спомна Љубиша, референдум. Во албанскиот блок, уште од почетокот на самата кампања, ја слушаме таа риторика дека ова ќе биде референдумско изјаснување и кај нив, бидејќи знаеме дека коалицијата предводена од Ахмети и од Меджити практично ги мери финалните мускули, и од тоа дури анализите покажуваат ќе зависат иднината на коалициите и нивните лидери. Денеска имаме изјава од нашиот премиер и лидер Мицкоси, кој што вели овие локални избори ќе бидат референдумско заокружување на бројот 9 и огромна победа на ВМРО ДПМН и коалицијата. И кај нас се чувствува таа поларизација и таа риторика. Прашањето му е дали навистина ова ќе бидат избори за референдумско изјаснување на нашите граѓани, дали се за европска иднина и против европска иднина, за напредна Македонија или за уназадување. Ова веќе експлицитно го слушаме од изјавите на лидерите на двете најголеми партии македонски, ВМРО ДПМН и СДСМ. Денеска веќе повторам, премиерот вели референдумско заокружување. Најдоброто околу локалната самоуправа, дека неколку точки кои што се многу важни во врска со референдумот. Значи, локалната самоуправа е категорија на политичкиот систем. Уставно детерминирана, нема никаква финансиска самостојност, зависи од централната власт, а оно што е многу важно, таа е непосредна демократија, директна демократија со граѓаните. И граѓанинот таму решава на собир на граѓани. Ние, например, сме правиле референдум дали Драчево неуспешен, 97 треба да се одели во посебна општина. Не ми е прашањето, зошто гласањето се сведува на референдумско изјаснување? Сега, повикот на референдум, што беше од страна на Али Ахмети, мора да има на некој начин, како да кажам, противтежа, во смисла на тоа што неговата порака за референдум нема никаква врска со локалните избори. Значи, референдум, оно што е многу важно, локалната самоуправа не учествува во суверенитетот на државата. Значи, тука референдум по тоа прашање, за кое што говори господин Ахмети, албанска нација, албански идентитет, албанска заедничка референдумска изјаснување за албанците, нема никаква врска со локалната самоуправа.
Значи градоначалникот на Чаир, кој да биде, дали Изет Меджити или Буир Османи, ќе ги решава проблемите на урбанизацијата, на комуналниот смет, на транспортот во Чаир, можеби подобра еколошка средина, како ќе ги решава дивоградбите кои што ги откри госпоѓа Арсовска. Значи тоа е задачата на идниот градоначалник. Нема тука референдумско, може да решават референдум дали ќе дадат самопридонес, како што дававме ние на времето во едно друг општествено-политички систем. Јас, например, 2 пати сум плаќал самопридонес како граѓанин на Скопје за езерото Треска и друго како граѓанин на Македонија за Фени Кавадарци. 5 години ја плаќав за езерото Треска, 2% од мојот личен доход, мислам да више го знае тоа. После плаќав 2% за тоа е референдумско изјаснување на граѓани. А што е референдумското во македонскиот политички блок? Во македонскиот политички блок веќе тоа се рефлектира, референдумското прашање е во однос на позиционирањето на двата блока. Значи десно-центристичкиот блок засилен со Знам и Влен и лево-центристичкиот блок засилен со коалиционите партнери на СДСМ, кои се сега таму повеќе партии од етничките малцинства во Македонија. Значи во тој контекст веројатно се измерливост на тоа кој ќе добие на овие избори поголем кредибилитет. Имаме двоен аршин, велиме оваа теза и риторика во албанскиот блок не е прифатлива, не е оправдана, а во македонскиот блок сега малку не затоа што на пример албанскиот блок повикува Али Ахмети во друга конотација тоа се декларира, односно се однесува на проблемот на суверенитетот во државата. Не се однесува на локалната самоуправа. Овдека во овој контекст забелешката на премиерот на Република Македонија е дека се работи за тоа, од моја голна гледна се разбира, дека кој ќе преовлада на политичката сцена во Македонија. Знаете дека локалните избори се предвесник на тоа што се случува во Македонија. Секој што ги добил локалните избори, пратете се наназад од 90-та година, има предност во политичката битка во Македонија. Жирновски, ако ги следевте дел од изјавите, а повторно ќе потсетам на тие дел од изјави што ги даде премиерот Мицкоски, вели изборот ќе биде помеѓу две опции, едната што ја сака Македонија во Европската унија и другата што се обиде да ги продаде националните интереси. Прво, узурпацијата на киднапирањето на лидерите на политичките партии во однос на кандидатите. Ама тоа зборуваме и за лидерот на СДСМ, веројатно, или не? За сите. Зборувам во множина, не. Добро. Погледнете ги доволно плакатите на ВМРО-ДПМН, погледнете ги изборните плакати на СДСМ и ќе видите дека на изборните плакати на кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМН стои Мицкоски, така. Нема да најдете ниту еден плакат на СДСМ каде што стои председател Венко Филипче. И тоа е одговор на вашето прашање кој што прави, како прави, дали ја поместува темата од локални на централни. Понатаму, крајно сериозно е прашањето што ќе се случува во албанскиот политички кампус, бидејќи јас го напишав тоа, имав реакции, за да денеска слушам дека тоа е така. Резултатот во албанскиот политички кампус директно одлучува дали ние ќе имаме вонредни избори парламентарни или не. Затоа сум убеден и тоа го кажам сега повторно. Следно моје прашање, предвремени избори и контекстот. Во ред. Значи, лидерот на ВМРО-ДПМН, председател на партија и председател на влада е тој кој што ја употребува темата за вонредни парламентарни избори на овие избори, не опозицијата. Еден ден кажа дека ќе има вонредни избори, па потоа нема да има, па че 5 пати пред да дојам на емисијата ги враќав назад изјавите, 5 пати менување на ставови. Што е целта? Да се дефокусира темата од локалната самоуправа. Ако ви имате успешни градоначалници, вие со задоволство ќе зборувате за локалната самоуправа. Меѓутоа тоа не се случува од страна на премиерот. Ние имаме прв пат, јас од кога пратам на политичка сцена, ќе ме поправи колегата Ѓорчев, а кампања на кандидат на партија на власт, зборам за Скопје, кој што има опозицијска кампања. Значи, он цело време зборува кога ќе дојде како ќе ја поправи катастрофалната состојба во Скопје. Плакатите, настапите се опозицијски. Да дојде некоја страна не знае дали е ВМРО-ДПМН или СДСМ. Во кој смисло? Не дозволете. Значи, он настапува опозицијски и ги критикува резултатите на градоначалничката која што е од ВМРО-ДПМН. Добро, беше независна со поддршка на... Каква независна? Добро, беше официјално е како независен во државна изборна комисија со поддршка на ВМРО-ДПМН. Нема граѓани во Скопје кои што ќе прифатат таа теза. Добро, поддршката ја знаеме. Имате заедничка прослава, пред тоа нели најдобар кандидат, менаџери и така натаму.
Значи, одеднаш не само што не е поддржан од ВМРО-ДПМН, таа е целта на кампањата на ВМРО-ДПМН. Тоа ви кажува денеска што се случува кај нас. Ке дојдеме до вонредните избори, за кои што се исклучително битни, така да не можеме само да пратиме што се случува на локално ниво, бидејќи се согласувам ке има и тоа какви импликации врз тоа што се случува. Љубише, ке ми дозволиш, Ѓурчев, се согласувате ли дека лидерите меѓу кои премиерот Мицкоски, ако ова точно, јас не ги знам сите плакати, на некој начин ја узурпираше кампањата која требаше да биде препишана на кандидатите за градоначалници па и на советници, и со тоа се обидува владеачката партија, како што били опозицијата, да направи еден дефокус од неуспехот во актуелните политики. Видете сега, тоа е многу дискутабилно, така да се каже. Јас не сум видел на толку многу избори во минатото да не учествуваат претседателите на партиите. Јас кога бев 2009 кандидат, покрај мене не стоеше Никола Груевски, така се договоривме, затоа што јас бев во тој сегмент тогаш како независен кандидат. Меѓутоа, не сум видел на друго место да не стои Црвенковски или Георгиевски или не е битно Бучковски или Хари Костов, или не е битно кој бил или од ВМРО-ДПМН кој председател, Груевски или Георгиевски, сега Мицкоски да не стоат на билбордите или на плакатите заедно со кандидатите за градоначалници. Значи тука нема никаква узурпација и навистина треба да бидеме реални. Во тој контекст секогаш централната власт, затоа што локалната власт е строго централизирана кај нас, сите финанси, сите собрани на општините се настанати со деволуција. Законодавна деволуција. Не се настанати со финансиска самостојност. Имат пренесена надлежност. Ни дава во цел општина центар добива, Андри добива средства за образование, меѓутоа Андри не ги собира изворно. Туку му се пренесува таа надлежност и тој треба сега да ги пренесе и не располага. И не располага со нив. Значи, централната власт во Македонија мора да се признаеме дека кај нас локалната самоуправа е се уште во развој и кај што нема финанска самосталност. И во тој контекст се гледам и таа на некој начин централизација во делот на кампањата што се води. Не е само тоа. Сепак добро, говорам во моја го Љубиша. Затоа што има премногу непознати фаци што не гледаат од билбордите и мислам дека граѓаните не ги ни познаваат оние кандидати за градоначалници. Ако не го видите знакчето од која партија е, нема да знаете кој е човек. Ако не застане лидерот на партијата да се покаже, да се легитимира дека од ВМРО-ДПМН, значи таксативно точно е повикне гласови на партијата која што добила најмногу гласови на последните парламентарни избори. Парламентарните избори ги се искористуваат и употребуваат и злоупотребуваат за локално ниво. Значи нема ништо премиерот дава пари за општините или не, тоа е голема мана на општините, бидејќи толку години помина, самостојност не добија таква како што треба локалната самоуправа. Изјавите од типот голема победа на премиерот, па поголема победа, колку може да биде оваа победа што ја досега имаат? Поголема победа од ова што сега го има ВМРО-ДПМН, значи дека Македонија прво ќе биде победа над своите коалицијски партнери, ќе ги снема, бидејќи коалиција со ВМРО сите губат. Се беззначени мали фигурчиња тие партии. Ќе снема опозицијата и ние ќе поминеме во еднопартиски систем. Нас тоа ни поголема победа, тоа е. Македонија ќе стане како Сојузот на комунистите, ќе станеме сите се членови на ВМРО-ДПМН и нема да има никаква демократија. Добро е тоа. Значи, добро, мислам дека ќе се уништиме се. Второ, ова не само кандидатот за градоначалник на Скопје, премиерот води најопозицијска кампања досега. Таков вокабулар имаше кога се порече да дојде на власт. Речникот што го потребува, значи во медиумите, толку негативен, толку опозиционерски да стварно прави забуна за некој што е надвор од државата, која е власт, која е опозиција. Од друга страна имаме еден, од страна на СДСМ, говорам еден мек однос на амортизација на ударите на Мицкоски, што не знаеме дали овој е реален лидер на опозиција. Како да немаме иста мерка враќање. Единствената партија што навистина се однесува опозицијски е таа што никогаш не бил на власт, тоа е Левица. Незиниот речник парира на речникот на Мицкоски. И сега вие може да бирате, другите партии не ги занемарат. Ако говориме за албанските политички партии, не случајно Мицкоски и Али Ахмети говорат за референдумско изјаснување од тој аспект.
иако Анета го има како последно прашање, но се наметнува. Ако Дуј, ако Изет Меджити, не мора Дуј, изгуби во чај, ќе се врати во власта, ќе биде министер, ќе биде заменик премиер, неговата партија ќе биде легитимна, со право, тоа само чај е доволен за Дуј да ги делегитимира, ако не власта, да ја делегитимира вреди, да ја делегитимира. И тогаш, представувањето на албанците во власта за нив ќе биде нелегитимно, че не е тоа уставно барање, политичко барање на репрезентативен пример во власта. Затоа се бараат предвремени парламентарни избори. Дали тоа го игра и премиерот и Ахмети, не знам, но тоа веќе наведува кон нешто што ќе се случува потоа. Да, или Жерновски спомена на висна, да. Само една добра. Да, малку време во ред. Во врска со она што е опозицијската реторика, да не забораваме само и Андреј го каже сега и Љубиша, дека Даниела Арсовска како кандидат кој што беше подлежен ВМРО ДПМН, после само, мислам, 6 или 8 месеци настана еден сериозен судир помеѓу ВМРО ДПМН и Даниела Арсовска, и јасно е кој во собранието на град Скопје, во градското собрание поддржуваше Даниела Арсовска. Значи не треба да бидеме наивни и да не кажуваме како беше. СДСМ и ДУИ ја поддржува Даниела Арсовска, а ВМРО таму беше опозиција. И затоа реториката, а не, мислам, објективно, Трајко Славевски, како председател на сегашниот гувернер, професор Трајко Славевски, имаше цело време еден вид битка со градоначалникот, председателот на Совет со битка на градоначалникот, многу пати не може да бидат изгласани одлуките на Советот, имаше таму независни листи, беше госпоѓа Белчева, значи имаше една сериозна расправа во тој контекст. И тука е целиот проблем, од тука за градот Скопје, кој што е, би рекол, сепак од големо значење за нашата македонска држава, од тука произлегува и тој отпор кон оно што го работеше госпоѓа Арсовска и кон резултатите. Таа нели наводно опозицијска поставена сега во кампањата. Затоа што таа беше градоначалник. Таа беше градоначалник. Дозволете. Значи и денеска гледаме, не ги очекувам пуно, се разбира. Значи и целосно отфрлање на одговорноста на тоа која кандидираше градоначалничката. Сака да ми кажете дека не е одговорна партијата која што застане, која што славеше заедно, која што представи како нешто најдобро решение за Скопје. Не, тоа не може да го избегнете. Директен виновник за тоа што се случува е тој што се разбира самата градоначалничка и тие што ја поставија, тие што ја понудија на Скопје. Потоа ќе одговорам на Љубиша околу сегментот дали опозицијата е силна или не, односно дали е доволно реториката дали е опозицијска. Погледнете сега што се случува со и кандидатите од скопските општини, начело со кандидатот за град Скопје од ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски. Сега кажуваат дека ќе набават автобуси и така натаму, дека има обезбедено. Ќе се исчисти градот за 4 Значи доаѓаме сега до тезата на мојот колега од ВМРО ДПМН. Кој ги блокираше сите закони во град Скопје? Значи дека можеше ако се сака. Меѓутоа намерно на сето тоа, на целиот хаос што се случуваше во Скопје, требаше ВМРО да блокира за да добие политички поени на сметка на граѓаните. Така да тоа, значи, и просто се изненаден од аматерскиот пристап на целата кампања, каде што прво се признава дека се блокирало намерно, дека имало можност, и второ на опозицијска реторика апсолутно. И на крајот на криштата една многу интересна тема, и гледав плакати на кандидатот за град Скопје, масовно бегање од Скопје 2014, сега повторно е Кале и така натаму, што е исто интересно. Добро, легитимно е тоа да се работи како тема. Не. Дали партијата ги сноси последиците од политиките од кандидатите или не? Не може ако е добар кандидатот, да, тој е мој кандидат, ако е лош кандидатот, ние немаме ништо со тој кандидат. Да, може ли навистина Ѓурчев да се дистанцира ВМРО ДПМН од овој дебат директен одговорник како граѓанин, ако се дистанцираше сега пред изборите, тогаш би било во ред, ама ако се дистанцира пред 3,5 години и кажало дека со Даниела Арсовска има сериозен судир и на некој начин и тоа е и признание дека самиот избраниот кандидат. Па добро, збориме за одговорност сега. Значи се согласуваме. Значи целиот судир, апсолутно, значи 3,5 години ВМРО ДПМН не е на некој начин не соработува со градоначалникот Даниела Арсовска. Што не значи дека не одговора? Молам? Што значи дека грешен изборот?
Ма не е ни важно. Многу е важно дека Дали се блокирана, не може ама не може во Скопје да имаме две опозицијски настапи така. Не е ни битно, ние не добивме тоа што требаше да добиеме како граѓани. за Што тоа е зборувам. битно сега? Значи битно е дека ова ВМРО ДПМН не успел да го добие тоа што требало да го добиеме како граѓани. Така? Точно е. Па значи ВМРО ДПМН е директно одговорен заедно со градоначалникот. Тоа зборувам. Така ли? Не е битно дали во играта СДС имало советници, на крајот не е ни битно. Ние како граѓани од предложениот кандидат на ВМРО ДПМН и од нивното блокирање на таквиот градоначалник како што беше, не добивме ништо. Така? Дури сега она што го ветува идниот кандидат на ВМРО ДПМН што ќе го направи за Скопје, пола од проектите се на Шилеков. Значи сега се враќаме во еден круг во кој што не знаеме каде почнува, каде завршува улогата на ВМРО ДПМН и на СДС. Ама сега наши Ма лего. не ли е така? Па по другите 3/4 се на Коцетрановски. Па, ВМРО значи, ДПМН пак се градоначалникот круг. сега, немојте така сега. Па, Не значи, се нема наши нови лего. идеи. Па, значи, нема нови идеи ништо. Што? Има нови идеи, еве. Кои се нови идеи? И па новите идеи се да се врати ликот на градот Скопје. Тоа е Калето, она баш кејот на Вардарот, ама град, не. тука пак ќе никне. Ама не, зборувам за реално. сега. Еве се да кажеме, јас сум бил во за време Па нема Скопје, еве да кажеме, за Скопје. Една тема која што мене ми е многу важна во животот. Добро. Една тема. Дали во Скопје требаше да се подигне пругата која што беше од Драчево до Ѓорче Петров и да имаме трамвај, само да ги смениме, да го смениме растојањето на шинските овие што се возила и да отидеме во Нанчинг или во Дрезден, кај што се датимени брадови со Скопје, и 97 година место 97-8 место да ги дигнеме цела пруга, која што можеше да има трамвај 35 км од Драчево, од Зелениково до Ѓорче Петров, ние фактички го уништивме тоа. Сега кој говорам- ние? Ние како представници тогашен градоначалник беше Ристо Пенов. Добро. Судир беше, еве, ја кажувам отворено, судир беше дали треба да имаме пругата да се крене или не треба да се крене. Но јас и професорот Грчев, без разлика што бев јас од ВМРО ДПМН од СДСМ, имав исти став дека не треба да се крене пругата. Ристо, како ете кандидат на ВМРО ДПМН и Демократска партија, кажувам отворено, Ристо Пенов беше за тоа да се крене пругата, имало референдум 88 година, дека пругата не треба да Добро. има трамвај во Скопје. Сакам да ви кажам есенцијални работи. Ние ќе се враќаме и 88 и 94 и 96 Не. и Не, 2002 година. Враќаме, треба напред да гледаме граѓани имаме здоземно веќе се враќа со децении наназад, има и нови генерации помлади од нас што не паметат ни 90 ни 90. Или уште еден пример само Млади ќе дадам отиваат- за езерото Треска Љубиш. Еве ние сме издвојувале средства за тоа. Зошто се направи езерото Треска во овој момент функционално ли е тоа што ние дававме само придонес да биде убавено на градот Скопје? Примерно Да. кажем. Не. Цени поминаа што ние на власт. Не, во овој круг, Добро, пред да повикам реклами, навистина Ѓурчев, интересно е ова што го вели Жерновски и го поставуваат жителите на Скопје Да. до денеска и се уште ние немаме елементарен градски превоз, се уште ѓубре гледаме и одеднаш добиваме ветување дека сето тоа ќе се среди во 24, 48, тоа со подршка од премиерот, 2 така? часа. Затоа- Граѓаните велат ако е толку едноставно, зошто досега тоа не се направи? Арсовски излегуваше, вели, сакам да се набават електрични автобуси, имам Затоа- блокада во Совет на град Скопје. Сакам да кажам, дали сега говориме Еве да ние... кажеме на ВМРО не и се допаѓа, вика Данел. Ворет. Па оставете Данел, оставете го Анде, оставете го Мате. Нека премиерот помогне заради граѓаните. Сега премиерот вели ќе најдеме пари. Не можеше претходно Добро, пари. Жерновски, Ма ако ви ја велам- слушате и страната на владата, таа постојано Што? префрлаше пари за цело субвенции, време. за јавни предпријатија да се набави нафта, кој- за да не, може не, да не, 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 функционира. Во Советот имате Значи, советници кои што гласат или не гласат и точка. Не, добро, се Нема чекаа да- пари од Остете вие централната Средството, власт. затоа Се чекаа кажат пари. структурни пари. И град Скопје чекаше власт пари. е структурни Сега пари, постојат пари, има пари, обезбедени се финансиски средства. Чим се обезбедени финансиски средства, останува на градоначалникот на Скопје и Советот се разбира, јас многу го почитувам Советот, тоа е представниците на градот се тука, заедно со Советот да донесат одлука на кој начин ќе бидат решени проблемите во транспортот, проблемите во собирање на отпадот, проблемите во Дрисла, проблемите можеби за нова Воздух и рециклажа така и ретро. натаму, да. Значи, Многу едноставно ако немате пари, вие не можете да одите во решавање на проблемите. Во услови кога имате конфликт со градоначалникот, како централна власт, и вие имате конфликт. Добро. Нема разговор, нема комуникација. Како да ви кажам, прекината е комуникацијата.
Арсовска не разбира. Комплексно е прашањето и зошто Колег, беше и како како се почна најде на целата крај, оваа приказна. вие знаете прочистителната станица до која фаза, така? Ситера. Како се најде на крај заеднички јазик? Знаете како се најде? Си се договорија Данела и ВМРО. Како зашто тоа профункционира на крај? Затоа што Јас не ја цитирам со рачињата во медот. На крај профункционира. Господин Жерновски се работи за нешто што е проект на Апсолутно. на Европска унија, тој проект, знаете. Тој причинителна станица стои 20 милиона евра. И тоа го правиме 12 години, тоа го правиме. Се разбирам, на крај се најде заеднички јазик. Значи може да се сработи како. Не е само Скопје, да ги забораваме општините. Ние живееме и во општини. Ние одиме во градот од време на време, живееме во микрокосмос, Радишани, Бутел, Чаир, Драчево, Кочани, Штип. Значи 4 години овие градоначалници ветуваа нешто на Вардариште е добра тема. И сега што правиме? Значи не се ни до пари, големи пари, ни европски пари, ништо. Ни кучиња, ни чистота. Ние генерално обични работи не добиваме од градоначалници. Сите мислат дека се премиери, структурни промени, структурни реформи, големи патишта, а немаат надлежност. Па или сменете го законот, да, или ако не фатете се за машинка за косење треба, па исто косете требата. Не може да вие вечно 100 години водовод и канализација по селата да ставате. И тоа да биде адут на изборите, дека ќе се стави водовод и канализација. Па клупа една нема таму каде што живеам. 100 градоначалника се сменили, не е битно од која партија. И сега ќе гласаме за таа партија што јас ќе сакам. Нема да гласам. Ни за мојот брат нема да гласам кој не ми направил услови за живење таму од портата која ќе излезам. Што е битно дали е ВМРО или СДСМ или Левица. Стварно ирелевантно. Не ги лажете граѓаните ВМРО, СДС. Не е битно. Битно е дали тој градоначалник нешто направил. Ако после 4 години ги ветува истите работи, значи не направил ништо. Ова не се парламентарни избори пред една година, пред 4 години имале доволно шанса нешто да направат. И сега тие ги повторуваат истите ветувања. Добро. Да, овдека ќе направиме една кратка пауза за реклами, некоја минута и продолжуваме со емисијата. Продолжуваме со емисијата. Во вториот дел предвремени, ајде, веројатно ќе имаме време да завршиме и да поентираме со тоа прашање. Сакам малку околу доаѓањето на претседателката на Европската комисија фон дер Лајен во Скопје в среда. Балканска турнеја, мислам дека завршува дента со нас, преку Србија, истиот ден Косово и доаѓа кај нас. Една од изјавите денешни нова на премиерот, ќе го цитирам, вели дека сака да поразговара со неа за неколку прашања, односно конкретно, вака вели премиерот, што ќе пренесе Европа да не дискриминира поради тоа што не сме дел од Европската унија, сите да поминуваме на брза лента при пасошка контрола на аеродромите. Ова прашање го отвори премиерот Христијан Мицкоски во разговорите со фон дер Лајен. Исто така, како тема ќе биде олеснет излез и влез на превозници при граничните премини за земјите од Западен Балкан. Доаѓа фон дер Лајен, најавено е дека тема ќе бидат нели забрзување на процес евроинтеграција и планот за раст на Западен Балкан. Сега еве прашувам што можеме да очекуваме од оваа посета и еве околу ова прашање што би го отворил премиерот. Од моја гледна гледање си кажувам, значи, за Европската унија во овој момент е пресудна безбедноста, стабилноста и милитаризацијата на сите членки на Европската унија. Кога речете милитаризација, да појасниме? Милитаризација, значи, за безбедноста и стабилноста мора да имате сериозни подготвени безбедносни сили. Тоа значи оружје, тоа значи транспортни возила, тоа значи воздушна авиација, тоа значи се што е потребно да имате безбедност и сигурност. За Европа е тоа очигледно приоритет број 1, број 2, број 3 и до број 10. Така што во делот на проширувањето Европа најмалку сега е на некој начин инволвирана во тој процес, затоа што пресериозна е заканата од украинско-рускиот конфликт, пресериозна е заканата, дури се навестува, пак ќе кажем од моја гледна гледање, и некакви навистина стралотни и катастрофални последици по сите нас кои што живееме на европскиот континент. И во тој поглед нашата надворешна политика на Македонија досега, нели во кластерот број 6, беше целосно согласена со Европската унија во однос на оно што представува руско-украинскиот конфликт и нашата позиција кон тој конфликт. Да. И во тој контекст јасно е дека главната тема ќе биде, можеби нема да биде таа нагласена во јавноста, меѓутоа сигурно ќе биде Македонија да продолжи по тој пат како кандидат земја членка,
како што да речеме, еве, Грузија повеќе се отклони, ги стопира преговорите, Украина има сериозни потешкоти и со Словачка, со Унгарија, можеби сега и со Чешка. И за Европската унија многу е важно да има целината на таа надворешна политика во која што ние како кандидат членка, Црна Гора, Албанија, сите тука кои што сме кандидат членки, некои се и во фаза на преговори, за Србија не би толку како е позицијата, тоа се знаат. Добро. Меѓутоа, ние како Македонија треба да останеме на тој курс. Во делот на транспортот е многу битно за Македонија, затоа што навистина олеснување ние бараме да имаме како кандидат членка. Ние сме најстара кандидат членка од сите кои што аплицираме за Европската Европската унија. унија. Може да се смета едно од приоритетните прашања и најголемите проблеми со Битно кои е што во затоа што моментот ние ги затоа што имаме ние имаме транспорт, со земјите ние од немаме Европската унија. морски транспорт, што е многу. Знаеме, И да, знаеме дека транзит земја сме и зависиме, немаме да. железнички транспорт, зависиме од нашите камиони, тешки товарни камиони кои што носат македонската стока низ европскиот континент, кои што апсорбира 70% од македонскиот извоз. И тука ќе биде навистина, тоа е многу важно прашање за проширувањето. Ние како во овој момент Европа навистина со овие проблеми што ги има со Украина, гледавте што се случи околу обидот да биде Унгарија да биде изолирана, да се гласа со квалификувано мнозинство. Значи Европа се уште нема единство во тој поглед во кој правец ќе оди проширувањето на Европската Добро, унија. имам посебно прашање за интеграција Жириновски. Апсолутно не би се согласил ова изненадувачки став од мојот колега, значи дека Европа не го третира проширувањето. Тоа е теза која што ја слушаме од представници на ВМРО-ДПМНЕ со целта е, значи ние не сме виновни. Европската унија виновна, нема атмосфера за проширување. Тогаш ќе читаме веста дека Албанија 28 поглави отвори за 11 месеци и дека 5 сака да затвори до крајот на годината. И тогаш паѓа во вода сите тези на Ѓорчев, на Мицкоски, на ВМРО-ДПМНЕ, кои што треба да ја умртват оваа тема. И се што да очекуваме од посетата на фон Дела? Кога дојде во октомври, многу брзо после изборот на новата влада, во Македонија остана 210 минути. Од аеродром слетување до полетување 210 минути. И знае мојот колега амбасадор што тоа значи при тие посети или дали ќе дојде. Што тоа значи? Ајде вие знаете, ма заедно. Еве ќе во Албанија преноќи. И затоа Албанија оди напред. Затоа што знаат каде ќе се случуваат реформите и каде нема да се случуваат реформите, после изјавите дека нас Европската унија не ни треба никакви услови, нели немаме интерес и така натаму. Се надам дека сега ќе остане повеќе. Вие рековте, ние сме последната станица? Од Белград. Да, Белград, Приштина И тука во дипломатијата кога доаѓа таков представник се гледа прва земја, потоа колку останува, последна Албанија, земја. мислам, Црна Гора, Србија, Косово, ви го распоред. Погледнете колега што се случува со Молдавија при последниот избор, да видите дали умртвен или не е умртвен процесот и така. Сега ќе не прашат. Вие имате концепт, немате концепт. Ќе не прашат за, никој не го спомнува, планот за раст. Бидејќи, тоа е многу битен сегмент, така? Што правите? Земјите што имаше најголем процент на еве ќе ви објаснам планот на раст. Еве за средства да ќе ви објаснам. Јас слушам за кампањава, нели за локални избори, цело време Мицкоски како премиер зборува за реформи во судството. Во реформските закони кои што треба да се донесат за судството имаше 12 закони, од кои што 7 требаше да се донесат до јуни. Знаете колку се донесени? 0. 5 треба до декември, ниту еден нема во собрание. Кои што се поврзани со одреден буџет од Европската унија. И вие да зборувате за реформи во судството, да ништо да не правите, чисто демагогија за да имате покритие зашто се случува почини или зашто не се случува никаква истрага и така натаму. Ќе не праша фон дер Лајен. Вие сега сте со Европската унија или не сте? Зошто? Затоа што во Обединетите нации вие не ја поддржувате резолуцијата на Европската унија предложена од име на Европската унија, предложена од Германија и од Франција. Ке не праша, вие сте сега со Унгарија, како што вели Милошовски, гордо изјавува, надворешната политика на Македонија, имате цитат, е идентична како она на Унгарија, и тоа сме ние, поддршна единица на Унгарија. Ако е тоа добро, тогаш ќе си видиме после. Кажете сега, колега Ѓочев, зашто излажев? Зашто сгрешив? Значи, вака се, околу надворешната политика на нашата македонска држава, ние си добивме оценка при извештаите и изготвување дека Македонија во тој кластер за надворешна политика е целосно согласена. Тоа што некој во Македонија, пак ќе кажем од моја гледна гледање, некој што направил погрешни потези, а ги квалификува како
државничка визија, а народот не му дал доверба тоа да го спроведе, и парламентот не му дал доверба тоа да го спроведе, ние не можеме против македонскиот народ да одиме со целиот тој корпус на, еве да кажеме, изјави дека ние гледаме визионерски, ама народот не гласаше ни да го сменим името, народот не му даде поддршка на СДСМ и за начинот на кој што ја водеше политиката на приклучување кон Европската унија. Ако народот му даваше поддршка на СДСМ на изборите, че имаше 38-45 пратеник. Затоа падна на толку мал број пратеници, зашто македонскиот народ се чувствува излажан од тие лидери кои што ветуваа дека ќе донесат прогрес кон чекоренето на Европската унија, а нема обезбедена поддршка ниту во парламентот, ниту обезбедија поддршка во Европската унија. И секако да кажеме дека ние нешто сега, што треба да прави сега новата влада на ВМРО-ДПМН, да води против македонскиот народ? Па не, чекај сега да, ама прашувам, што да води? Па нема што да прави. Да води тоа што народот го одобрува. Тоа е тоа. Значи СДСМ внесе државата во НАТО. СДСМ, владата на се поправи, владата на СДСМ. Сега зборуваме за ветувањето, така? Вие како партија излеговте со став јасен. Дека договорот со Грција, односно Песпелскиот договор е неповолен и дека кога ќе дојде ВМРО-ДПМН на власт, под еден ќе го поништи и под Б премиерот Мицкоски, не, чекајте се, во очи ве гледам. И премиерот Мицкоски никош нема ниту председателката, го спомнете од Северна Македонија. Така? Што испадна од тоа? Ништо. Вие бевте амбасадор во Бугарија. Вете ли премиерот Мицкоски дека кога ќе дојде на власт, ќе направи референдум за штетниот според него договор со Бугарија? Каде е тоа? Значи вие има чекори. Чекори има. Па чекај, еве колку да чекаме. Зборувате за власт. Ви имате апсолутна власт во собранието, двотретинско мнозинство. Кој ве спречува? Кој ве спречува утре? Остајте ги локални, остајте Андрей што збор, остајте СС. Нема двотретинско мнозинство, не се прави двотретинско мнозинство како тоа што А тоа ви чека, тоа ви треба. Зашто? Нормално, Зошто не го поставите дневен ред договорот со Грција да се поништи, да се врати уставното име и договорот штетен како што велите со Бугарија, како што видите, ништо од сето тоа. Тоа беа главните полуги во кои што дојде ВМРО-ДПМН на власт и од тоа ништо не е направено. Факт. ВМРО, извини, за Љубиша најљубиша. Јас ќе кажам тоа. Ќе кажам да. Фон дер Лајн доаѓа за планот за расигуем. Фон дер Лајн, според мене, мислам дека доаѓа генерално за една работа. Политички. Да види дали, без разлика што станува збор за локални избори, оваа конфронтација меѓу политичките партии, негирање и, како да кажем, пораките за исчезнување на некои политички сили, дали Македонија, како политички сили, се подготвени да најдат компромис за она што Европа ги интересира. Компромис околу прашањето за уставните измени. Ништо друго, тоа е алфа и омега на сите што доаѓаат од Европското. И за тоа доаѓа. Секоја држава доаѓа посебно. Србија си има свој проблем, има револуција таму. Кај нас ништо друго, се другото е тековно. Ни план за развој, ни не знам патишта, камиони. Дали во Македонија има политички сили меѓу премиерот, меѓу власт и опозицијата да се постигне консензус за Македонија да почне како Албанија да ги почне. Фон дер Лајн ќе добие меродавен одговор сега во екна кампања. Јас се надевам дека премиерот не ја чува маицана со не и дека нема да ја покаже и овој пат на Фон дер Лајн таа не за било што, дека ќе се обидат да најдат компромис бидејќи тоа е наш стратешки интерес. Времињата поминува. Албанија наскоро ќе стане членка на Европската унија. Да, според последната изјава денешна на Фон дер Лајн вика до 2027 Албанија да ги заврши, нели нема атмосфера за проширување. Големите изјави на големите руски челници. Како беа изјавите на големите челници кои да Меркел тука, Јункер кои да сите. Сменете го името, веднаш ќе почне преговори. Немојте да бидете толку лековерни. Немојте да верувате толку лековерно дека се што ќе ви кажат од Брисел, дека тоа ќе биде веднаш исполнето. Ние имаме сериозен проблем и треба чекори. Јас за тоа кажав треба чекори. Треба прво да убедиме Европа дека ние сме 25 години кандидат член. Од 25 години почнуваме преговори преку друг механизам. Реформата преку спогодба за стабилизација и асоциација на 9 април 2001 година. Продолживме 2005 декември, продолживме спогодбата за партнерство за 2008 година Словенија кој председаваше и до денеска си одиме по тој пат. Реформите се наша внатрешна работа и тоа Европа добро го знае,
А нашето обстојување кон европскиот пат е јасен, ама не да го газиме македонскиот народ, барем малку достоинство да покажеме, Добро, не да покажеме дека ние не го почитуваме македонскиот народ. Тој гласаше против тоа дека така не треба да се оди, гласаше против тоа дека 8 пратеници беа уценувани, стигматизирани, дека тие беа на некој начин да се покрене постапка, како тоа обвинителството, судството тие ги ослободи 8 пратеника од понор да помане. Дали постапката, па тоа е. Нема ќорсокак тука, ама зошто ќорсокак? Верете, зошто ќорсокак? Македонија е на европскиот пат. Кој ја спои Македонија со Албанија? Ни требаше да одиме со Албанија ние? Знаете кај беше Албанија пред 10 години, пред 15 години? Па сега немојте да болам. Значи Македонија си има свој европски пат. Зошто тој пат го подценуваме? Дека не сме направили реформи? Дека не жртвуваше македонскиот народ 220 години на работи. Европскиот пат треба да има крај. Не може европскиот пат да биде бесконечна линија. Бесконечна линија не постои таков пат каде што нема завршница. Добро, Љубиша. Ако овие чекори за кои што говорите вие немаат никоја завршница, тие се чекори во летво место. Македонија ќе остане единствената држава на Балканот заради достоинство кое што не мрднало. А тоа ќе има последици врз граѓаните и нивното достоинство, верувајте ми. Не е тоа такво достоинство за кое што вие говорите. Многу брзо ќе се уверат простите само. Простите Андреј само. Многу брзо еве кратко ајде. Добро. Многу брзо ќе се увери Црна Гора со Хрватска блокадата и Украина со блокадите од Словачка и Унгарија и од Чешка сега, убеден сум у тоа. Многу брзо ќе се увери Молдавија со проблемите кои што ги има, дека билатерализацијата на Македонија и нив ќе ги закочи. Билатерализацијата на Македонија со Грција и Бугарија ќе се одрази многу негативно на процесот на приклучувањето на Украина, Молдавија, па дури и Црна Гора заради она што го прави хрватскиот министер. Не можете да очекувате Европската унија да направи се, а вие да не направите ништо. Главната стратегија на оваа влада, се извинувам што ќе бидам отворен, е да чека Орбан да исклучи да пие кафе. Значи таква стратегија да добиете гаранции. Ама вие сте амбасадор. Да. Гаранции прво бара од Бундестагот во Германија, така ли беше? Го добија. Гаранции бараат од Брисел и гаранции бараат од Бугарија. За да се добие тоа, никаков чекор на преговори со Бугарија нема. Од Европа, од кого друг треба да се добие гаранции? Значи, од Орбан. Добро. Ја не гледам како ние можеме тие чекори да ги забрзаме, Ѓорче. Кога главниот стратешки партнер во надворешната политика и во економијата, така, со кредитот и Унгарија, вие ќе си го добиете тоа што си го добивате, познавајќи нели улогата и омиленоста на Орбан во Брисел. Сега ќе ја прашам директно. Вие бевте амбасадор во Бугарија. И ја бев тогаш заменик министер и не сакам да отворам темата дали некој ви покрена прашање за смена или не, напротив, така. Сега ова ќе ја прашам. Главниот проблем, бидејќи можеме да вртиме дутре, е последниот чекор, а тоа е да влезат бугарите во уставот. Вас ја прашам. Ако главната теза на бугарската држава, која што сите нас не иритира, е дека има еден народ кој што е поделен во две држави, конкретно ме прашам, влезот на бугарите во уставот, значи бугарите се малцинство, ја подкрепува таа теза или всушност кажува дека ние не сме ист народ? Тезата дека бугарите треба да влезат во уставот е теза која што е пласирана од Бугарија во договор со Франција. Иначе, реална теза е дека во оној момент кога бугарите треба да влезат во уставот, француската држава, господинот Макрон, требаше да прифати дека Бугарија треба да го признае правото на македонците, тие индивидуално го третираат, кои што постојат во Бугарија, а не Бугарија да тврди дека во Бугарија нема македонци. Дека тоа, јас те прашам одговорност. Значи, одговорноста е да кажеме дека мора да има реципроцитет. Не можат бугарите да бараат да влезат бугарите во уставот, а во Бугарија не ги признаваат постојањето на Омоилин империум. Тоа не оди едно со друго. Вие не може да паднете толку ниско да се омеѓите во границите на Македонија дека постои само македонска нација. Дека нема македонци во Грција, нема во Бугарија, нема во Албанија. Чак на обратно е прашањето и оваа теза чисто ја слушаме. Тоа е тезата. Тоа не ставате вето на Бугарија. Да, им ставаме зашто? Ама ви кого држава на Бугарија е затоа постојат мемуари на луѓето што ги почитуваме Киро Глигоров, кој што му предлага на Желјо Желев да влезат бугарите во уставот како малцинство, а Желјо Желев ја одбива според него таа замка, затоа што знае тоа дека е
конечно расчистување на прашањето. Денеска за ВМР. Со признавање на посебна Нормално, држава, денеска, со сустав, меѓутоа, со пазете, нација, дали се со лажеме, се. тоа го Добре. знае Не, мојот колега. прашање- Ќе најдеме милиони изговори, Не. затоа што ние се треба и се Не, ние добро, сме... видете, Не, тоа е. на крај сме од Нема дебатата во изговори. крупната Никако нема слика, во изговори. крупната слика, Ајде, дали се крупната оддалечуваме од еуинтеграциите? Не. Тоа е моето прашање. Не се оддалечуваме. Сега. Не се Се, дали оддалечуваме. се помалку говориме за реформи со кои што сме обврзани со Европската Унија, помалку говориме за средства од Значи, ЕУ, не се за оддалечуваме. фондови, за пари. Зошто така Не прашувам се дали- Еве еве прашувам. јас одговорно тврдам дека ние ништо не сме отстапили од европскиот пат, освен што Европската унија кон нас беше нефер и најголемата жртва што даде македонскиот народ ја понижи таа Ѓурчев, жртва. јас Добро, ова, со еве, тоа и се е, согласувам, добро, така да. е. не мрдаме со таа Не, реторика. ама не сме ние да дозволиме, ние ќе мрдниме тогаш кога ќе поставиме дека Па сме држава. Еве, господине. Дека сме држава. Пак, еве Бугарија ве земам цел, не ги зимам другите земји. Намерно зборам за Бугарија цела емисија затоа што бевте амбасад. Со влезот во Европската унија од 2003 до 2004 26% поени, не процентни. 2007 влево. 2007 до 2007 24 Да. да, со Романи. Да. 26% поени по глава на жител порасна бруто домашниот производ. Тоа е Европска унија. Или ќе се останеме сами и ќе стонеме во афери и Нема да кражби и останеме така сами. натаму. Бидете Ние сигурни. сме, господин ние сите Жириновски, возови ги нема. испуштивме. Не, Знаете ли, Ајде, Завршувам. знаете ли, ќе Завршувам, останеме ние добро. старите. Да, ќе останеме. Тоа младите си Да, отидоа. младите ќе си од. Они немаат трпение да ги слушаат. Си отидоа и од Да се Бугарија, караме си за. отидоа и од Албанија, си отидоа и Не, од точно Косово, во Бугарија точно. се враќа. Не, Бугарија не се и враќа. реверсивен точно, процес има, се Шест и пол враќаат Не сега. е точно, ма Се немојте враќаат. така во Роман, Романија немојте и така. Бугарија почна Бев процес во на Романија, враќање. колку што бев Да, мислам кажала дека. власт, И се секој враќаат младите луѓе и тоа со бизнис, со пари. Немојте така дефетизам не чини што ќе не Европска Но- унија пропаѓа Не, процес, видите, Албанија Жан влезе. Моски, Ама кој но се кажа дека не ни случија треба со Европска првиот унија? удар. Андреј, зошто така зборуваме? Да. Затоа што унија е јас не нашиот гледам пат. чекори во тој правец. Сега дозволиме. Ајде. Јас сум еден од тие кои што и ти си бил во комитетот за мешовито, јас сум преговарал директно во делот ресорот земјоделие кој што е целосно интегриран со европскиот агрокод. Значи пазете, ние жртвуваме децении наназад, еве јас сум жртвувал 35 години од мојот живот и сите ние за да одиме по тој пат. Како може некој да каже дека ние не сме направиле жртви за тоа? Како може некој да каже дека ние не сакаме да одиме во Европската унија? Нели правиме жртви секогаш? Колку реформи направивме? Прво не чинеше флоскулата, само приватното е добро, државното не чини. Ги затворивме сите предпријатија, 225.000 луѓе останаа без улица. Се убиваа луѓе, стечајци, сиромаштија во Македонија. Почнавме да се дигаме полека, па сега стигнавме до еден, би рекол, за Македонија. Не видите. Да, мора нормален завршуваме. развој. Не, Еве Нормален од развој. Хрватска за да влезе побара да влезе, знаете колку мацинства го направија тоа. Ама, Ние не можеме. Любиша, мора и да кажеме дека Европската унија придонесе за раст на евроскептицизмот и со низините политики. И кај неа гледаме признание точно е тоа. со фактот дека повторно ја отвораат темата, како се рече, квалификувано мнозинство, одлучување за Затоа што се признаваат свесни за дека блокадите. имаат проблеми, Па че имаат блокади. се користат и злоупотребуваат билатерални од прашања. кога е блокадата? Од која земја? За обструкции. Како од тоа? Поради што е отворено во Брисел тоа прашање? Поради блокадата на која земја? Унгарија. Унгарија, немојте. Вака сега. Ама да. добро Може да да завршиме, разговараме. Ама не, сега разговараме поради сега. Унгарија. Дали во Европската унија Велика Британија излезе од ЕУ? Завршуваме. Добро и? Излезе ли? Да. Зошто излезе Велика Британија од ЕУ? Па сега се врати. Сега сакам да Вие се гледате, вратам. видите, ама не, сега Завршуваме. се малку се зездавте на крај, не, малку повеќе. Мора Не, да не. завршуваме. Ај Белки Македонија ќе победи. Сакав Па ќе да победи речам сигурно, дека сепак за тој растечки евроскептицизам кај нас вината ја има и Европската унија и не можеме ние да говориме колку 20 и колку години од договор за Што имаме асоциација ние и од тоа, стабилизација, што кажеме, сега за Па така е и. Молдавија Што имаме говориме. ние од тоа? Не, Во добро, Македонија мора да се кажеме децении- реалноста, не, Любиша, расположението на Ама народот не. не можеме да го занемариме. Дали македонскиот народ Мнозинството. тој пат не го прифаќа? Не. Ма не е само Значи, сега ние Македонија мора... неправедна, И па од како? Букурешки, од Берлински И договор, па како? што секогаш имала Ја неправедна. затоа говорам се од постеснал последниот референдум. издржал Говорам од Македонија. На последниот референдум. испитувањето на Европарометар, Да. последното 76% се Како? луѓето. Младите огромно мнозинство, немојте така. Се за Европска унија, јас Се. не велам дека не се. Ама Друго е никој прашањето овде довербата нема, и никој од нас, изгубената никој од нас доверба и нема да нарушената каже дека доверба. билатерализацијата е некоректност на Европска унија, апсолутно. Меѓутоа не можеме да и за тоа и да станеме Не, да добро, плачеме. може би е време и Европска Јас унија знам нешто дека повеќе да многу испорача. потешки услови имаме од Да. Романија и Бугарија, меѓутоа се адаптирате и одите напред, како што оди Албанија. Добро, Жерновски, сведочиме дека дел од земјите почнуваат и ќе почнат пристапни преговори како резултат
изведе. на политичка одлука, Па, никако сигурно. резултат. Чиста политичка одлука. Нешто. Па, И таа е за вистината, истото мора зборуваме. ние да ја Па за кажеме. истото, па за Македонија треба политичка одлука исто. Да, Па донесе. завршуваме. Ајде, добро. Не само ние, и другите треба да донесат. Не само ние. Завршуваме. Ајде. Љубиша, благодарам за поддршката во емисијата. Еве малку да завршиме с убаво. Се надевам ќе имаме изборен, мирен изборен ден. Тоа е најважно, мислам. Првиот, вториот круг не чека. Се надевам ќе имаме излезност, ја споменавме, таа е важна, нема некој цензус, мислам, ама сепак 33% По Косово беше треба. 40%. Мислам дека помалку се. Значи, ако тоа се случи, нешто ќе има Се согласуваме, се очекувам 45 до 48% или 850.000 до 900.000 граѓани да излезат на избори. Многу ќе биде важно, бидејќи од таму ќе се црпи не само легитимитетот, туку и легалитетот за избраните и советници и градоначалници, за сите што ќе ги добијат веројатно функциите, односно за партиите, самите партии. Ќе биде лакмус ова за предвремени можни. Јас очекувам предвремени парламентарни избори, нефункционална влада има, без разлика мнозинството некако критика на централната политика, меѓутоа нема мал бадентер, не па голем нема, не па мал, така да неминовни се водените избори, се чека кој ќе биде победник. Тезата ВМРО ДПМН и ДУИ никош нема да сработуваат, наскоро ќе видите, па ќе се видиме на друга емисија каде што повторно Ѓорчев ќе каже дека Мицкоски тоа не го ветил, ма ќе посетам за изјавите за Мора да криминалците. завршуваме поради рекламниот блок. Мораме, да. Почитувани гледачи, овде ја одјавувам емисијата, следуваат реклами, па централни вечерниот дневник, останете со нас, пријатно.